нон-стоп, 24 часа на ден, на секаде низ светот. Слушајте Holiday Radio на интернет страната radioholiday.com.mk radioholiday.com.mk Holiday FM. На крајот од секоја година се сумираат резултатите. На почетокот од секоја нова година се кажуваат сите оние работи кои што треба да се реализираат во истата. Гостин во студиото на Радио Холидеј е господинот Петар Ристевски, претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Колку што е важна една позиција, уште поважна една опозиција. Вие бевте од позиција, сега сте опозиција, меѓутоа како беше за вас ова 2018 година? Добар ден на сите слушатели на Радио Холидеј. Сакам пред се да му ја честитам новата година, божикните празници, да му посакам многу здравје, среќа, радост, мир и благосостојба на нивните семејства. Ви благодарам за поканата. Оваа година пред се би зборувал како граѓанин и како македонец. Пред се сакам да кажам дека е поразителна за македонскиот народ, бидејќи навистина во оваа година ни се случува она што воопшто никој како македонец не го посакувал, а државата не оди во правецот во кој посакуваме, бидејќи ако во минатото, во годините, македонците се бореле за независност, за суверена држава и успеале како таква да ја имаме, генерациите пред нас, ние не сакам да бидеме запамтени како генерација која го распродава сето она што се градело со годините. Некој со крв што ја платил независноста, сувереноста на Република Македонија, сега ние со еден подпис, со склучување на Преспански договор со Бугарија, со Тиранската платформа, ја уништуваме сами македонците својата независна и суверена држава, со промена на уставното и вековното име Република Македонија, со промена на македонскиот идентитет. Гледаме како безобразно се распродава македонската култура, македонската историја, како на пазар буквално се договара со некои комисии заедно со Република Бугарија, цар Самуел бил македонски или бил бугарски, па вие дајте ни го Илинденското востание, ние ќе ви отстапиме нешто друго. Буквално никакви етички, морални вредности не се запазуваат, да не зборувам тука за патриотизам, за национално чувство и слично. Во таа насока, ова 2018 година, сакам да ја заборавиме и да ја сите овие работи да бидат ставени во едно темно минато, кое што сите ќе го заборавиме и да одиме во 2019 година заедно сите партии, цел македонски народ, обединети, сплотени да ја градиме Република Македонија таква како што треба да ја оставиме на идните генерации. Просперитетна, успешна, економски моќна, силна, во НАТО и Европска Унија да, но горди членови, а не вака обезимени. Во однос на сите оние настани кои што ги имавме минатата година, сигурно дека и вие како партија претрпевте некои турбуленции. Што направивте во тој поглед? Секогаш идеме на некои филтрирања, на нешто што треба да се направи, нешто да се возобнови, нешто ново да се донеси. Секој време си носи некои новитети, новите историски процеси. Во тој поглед, како партија, што преземате? ВМРО ДПМНЕ беше на власт долги години, 10 години на централно ниво, 12-13 години на локално ниво во општина Прилеп. После тој период, после поразот на локалните избори, нормално беше да има незадоволство во членството, нормално беше партијата да одговори со едни коренити промени, што и беше направено. Имаме нов председател, господинот Христијан Мицковски, нов генерален секретар, ново раководство, нов извршен комитет, централен комитет. Беа направени промени на председателите на многу општински комитети. Мене повторно ми беше дадена довербата да бидам председател на општинскиот комитет во Прилеп. Во партијата влегоја многу нови луѓе, многу свежа крв, луѓе кои досега не извршувале високи партиски или општествени функции, но сепак луѓе со авторитет и кои можат многу да пружат во сферите во кои делуваат. ВМРО ДПМНЕ одговорно тврдам, во оваа година се филтрираше, се прочистуваше, се чистеше и во моментов е силна и моќна опозициона партија и спремна за победа на наредните избори кога и да се одржат. Ова одговорно го тврдам, бидејќи забрзо ќе понудиме нова програма во која ќе понудиме решение за сите оние проблеми кои го тиштат македонскиот народ. Не е само промената на името проблем, бидејќи кажав и во почетокот на оваа емисија, тоа е нешто преку кое ВМРО ДПМНЕ не може да помине. ВМРО ДПМНЕ од почеток кажа дека промената на уставот и промената на уставното име за ВМРО ДПМНЕ е недозволиво,
И овај преспански договор е мртов. Не го прифаќаме како партија, ниту го подпишуваме, ниту го прифаќаме. Ние сме на заедно со македонскиот народ кој јасно и гласно на 30 септември на референдум кажа не за спроведување на ваков договор и за промена на уставното име. И тука сме чисти. Но имаме големи проблеми во економијата. Гледате дека веќе сме скоро со негативен раст, нека се движиме околу нула. Ништо да не работат овие од владата, ќе имаме раст од 2%. Со нивната работа, како што кажуваат, не знам, посветени максимално, имаме понизок скоро на околу нула, позитивна нула, што е недозволиво. Во изминатите години, додека ВМРО ДПМН беше на власт, имавме пораст на бруто домашен производ од 4-5%, 5,5%, што навистина се осеќаше во секојдневниот живот и ако продолжеше со такво темпо развојот на државата, сега ќе имавме многу подруга ситуација. Странски инвестиции гледаме дека во моментов се замрзнати. Еве, во општина Прилеп имавме неколку крупни странски инвестиции во изминатиот период, кои во минатото беа критикувани. Тие политики на владата на ВМРО ДПМН многу често држеа пресконференции нашите политички противници, Социјалдемократскиот сојуз, велеа дека празна ливада е технолошко-индустријската развојна зона во Алинци. Сега гледаме дека таму имаме 3 фабрики кои веќе вработуваат некаде околу 2 до 3 илјади во моментов луѓе од Прилеп, кои семејства ја најдоа својата екзистенција. А гледаме дека во овие 2 години од како е СДСМ на власт, апсолутно ништо не се случува со донесувањето на нови странски инвестиции и нови директни вработувања. Ветуваја дека ќе створат услови за враќање на младите во државата, а ние сме сведоци во оваа 2018 година рекордно исцелување. Посебно од општина Прилеп, за мене поразителен е фактот што некаде во месец јуни и јули, некаде 5000 млади наши сограѓани на возраст од 18 до 25 години заминаа на привремена работа во странство. И ако статистички погледнеме изминатите години што се случувало со овие лица, ќе видиме дека тие за 2 до 3 години трајно ќе се исселат. Ќе појдат еднаш, ќе појдат 2 пати на привремена работа по 3 по 6 месеци и понатаму нивната желба е, нивната амбиција да ги средат документите за престој и нормално се исселуваат трајно од Република Македонија. Мислам дека многу ветувања имаше оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз, што апсолутно ниту едно не исполни од оние капитални стратешки ветувања за кои македонските граѓани му ја дадоа довербата. ВМРО ДПМН во следниот период, како што кажав, ќе понуди решение во својата нова програма за овие крупни проблеми, решение и нормално со таа програма ќе победиме на наредните избори. Со оглед на тоа дека првите избори кои што ги имаме во најблизок временски рок се претседателските избори. Вие веќе имате распишано и конкурс на кој што може да се пријавуваат со своите биографии, со своите дела кои што ги прават за Македонија. Па како стоите на тој план? Има ли некои имиња, се спомнуваат некои имиња? Дали ќе се избери некој од постоечките имиња кои што ги имате или сепак ќе се одлучува за некој кандидат од тие што ќе бидат, што ќе се понудат на конкурсот? Видете, ВМРО ДПМН пред се сериозна демократска партија. Затоа е распишан конкурс на кој сите лица кои сметаат можат да одговарат на оваа највисока функција во државата, можат да се пријават на конкурсот на ВМРО ДПМН, кој веќе, како што кажавте, и распишан. Потоа сите оние претенденти за таа функција ќе имаат можност да ги посетат општинските комитети, да се представат пред членството и членството да заземе оценка, став, кој би бил најдобриот кандидат на ВМРО ДПМН за претседателската функција. И на 16 февруари веќе е закажана конвенцијата на ВМРО ДПМН ќе се одржи во Струга и на таа конвенција 550 делегати од партијата ќе одлучат кој да биде кандидат на претседателски избори. Така да до тогаш не би спекулирал, бидејќи навистина во моментов, како што слушате вие, слушам и јас, доста имина се во игра, но сепак да оставиме на процедурата, на демократијата, членството, симпатизерите, народот да го изберат најдобриот кандидат за претседателската функција на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН како сериозна, силна, мојкна опозициона политичка партија во моментов претендира на секој избори да биде победник. Така и на овие претседателски избори апсолутно целта на ВМРО ДПМН е да победи нашиот кандидат.
Во однос на турбуленциите кои што ги имавме оваа година, меѓутоа и од 27 април од претходната година, се уште имаме актуелни случувања, процес кој што не е завршен, па вашиот став како партија околу сето тоа, имаме амнестирани, имаме луѓе кои што се обвинети, меѓутоа не сакаат амнестија. Видете, пред се би го кажал личниот став, потоа партискиот. Личниот мој став е дека сето ова што го гледаме, што се случува месеци и години уназад, со цел промена на уставното име, е голем срам за Република Македонија и за македонците. Ова што во моментов се случува е ништо друго, туку панично реагирање на Зоран Заев и неговата Социјалдемократски сојуз партија за зачувување на својата позиција на власт. Ништо друго. Ова е еден невиден страмен пазар што се случува, бидејќи гледате како се обезбедува и покрај волјата на граѓаните на референдум јасно, гласно изразена за непроменување на уставното име, за непроменување на уставот, со еден пазар во пратениците, со купување на гласови, со притисоци, со уцени. Сега веќе сите карти се отворени, се е излезено на виделина, гледате без срам каков пазар се случува, се со цел промена на уставот и уставното име. И тоа е само со една цел, само на тој начин Зоран Заев и СДС можат да останат на власт, бидејќи јасно му е на сите веќе дека се донесени со една цел, да го променат уставното име на Република Македонија. Ниту за реформи во образование, ниту за реформи во здравство, ниту за било какви други придобивки кои можат да ги имаат граѓаните доколку имаат една нормална реформска влада. Дали вие како политичка опција, како политичка партија, стоите се уште на ставот дека нема да ги поддржите сите овие измени и во уставот и промената на името на Република Македонија? Апсолутно. За ВМРО ДПМН ова прашање уште од почетокот затворено. За ВМРО ДПМН Преспанскиот договор е мртв. И нашата претеничка група на 9 јануари, кога ќе се гласа уставните промени во собранието, воопшто нема да учествува на таква дебата и воопшто нема да учествува на собраниската седница на која ќе се гласаат овие уставни измени. Бидејќи уште еднаш ќе кажам, ова што се случува во моментов, ваков пазар, ВМРО ДПМН не си дозволува да биде учесник во вакви случувања. Видовте вие, година дена уназад, се затвараа, се притвараа претеници на ВМРО ДПМН. Зошто? За да бидат уценети. Потоа, оние кои ги нарекуваат терористи, оние кои му налепија акти за терористичко здружување против уставот и против државата, во еден ден бидат ослободени, се со цел да бидат уценети и да го дадат својот глас за уставни промени, промена на уставното име, како што кажав и уште еднаш ќе повторам, бидејќи тоа беше единствениот начин за задржување колку толку на Зоран Заев на власт. Како ќе заврши овој процес, ќе видиме, бидејќи треба да биде ратификуван и од грчкиот парламент, понатаму како ќе заврши, не знаеме, но за ВМРО ДПМН уште еднаш ќе повторам. Преспанскиот договор е мртов. Промена на уставот и уставното име за ВМРО ДПМН е неприфатливо. Тоа господинот Христијан Мицковски, председателот на ВМРО ДПМН, јасно и гласно го кажа и го повторува во секоја прилика каде и да биде гостин или каде и да му биде поставено ова прашање. Уште еднаш ќе повторам, за да нема недоумица, за да ја знаат македонците вистината, да го знаат ставот на ВМРО ДПМН. А тоа е дека ВМРО ДПМН апсолутно беше, е и останува против промената на уставот и промената на уставното име Република Македонија. Тоа што се однесува генерално, да речеме на централно ниво, што се однесува на ниво на партијата, меѓутоа како општински комитет на ВМРО ДПМН, како членови кои што партиципирате и во Советот на општина Прилеп, како се одвиваат тука, како стојат тука работите, како учествувате во работата на Советот на општина Прилеп? Советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата зема активно учество во работата на Советот и навистина таму сме апсолутно конструктивни и работиме нашите предлози, амандмани, насоки, целата работа е во една насока подобри услови, односно подобри решенија за живот на граѓаните на општина Прилеп. И тоа во нашето делување во изминатата година апсолутно го покажавме и докажавме. Друго е што власта, односно мнозинството во Советот на општина Прилеп кој го има Социјалдемократскиот сојуз,
многу малку, би рекол воопшто, не прифаќа од оние решенија кои ги нуди ВМРО-ДПМНЕ на граѓаните како предлози и како амандмани. Еве, имавме последно можност во изгласувањето на буџетот за 2019 година, ќе кажам, за прв пат во историјата на Советот на општина Прилеп беа поднесени амандмани од некоја советничка група. Со жалење констатирам дека ниту еден од тие амандмани не беше прифатен. А тие амандмани беа навистина за амандмани што ќе донесат добро на граѓаните на општина Прилеп. Би ги спомнал проектот за доделување на бесплатни плацеви и субвенционирање на давачките за комунали на нови брачни парови, што секако ќе се сложите за секој нов брачен пар е добре дојдено и основното нешто што е најважно нешто за еден млад брачен пар. Тука е субвенционирањето за купување на велосипеди, изградба на спортски сали во училиштето Кире Гавриловски и во училиштето во Точила, изградба на градинка во населбата Точила и многу други проекти кои се есенцијални за функционирање на граѓаните на општина Прилеп. Штета е, уште еднаш ќе кажам, жално, што не покажаа големина советниците, односно локалната самоуправа, раководена од градоначалникот Илија Јовановски, доблес да прифатат дел од овие амандмани кои би влегле во буџетот и понатаму би се обезбедиле средства за нивна реализација. Уште еднаш ќе кажам, штета што во моментов во политиката функционираат и екзистираат политичари кои предизборно ветуваат брда и долини, односно со лаги доаѓаат на власт. Тоа ни се случува во моментов во општина Прилеп. Ќе кажам многу битен факт дека градоначалникот Илија Јовановски во предизборната кампања, кога беше кандидат за градоначалник, им понуди на граѓаните на општина Прилеп дека ќе плаќаат 20% поевтини сметки за вода. Во моментов гледате што се случува. Еднаш беше поскапена ставката за фекални води за некаде од 70%, од 3 денари на 5.28 денари, а сега со влегувањето во функција на пречистителната станица не го прифатија предлогот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ за функционирањето на пречистителната станица да биде субвенционирано од општината или од владата, туку одлучија тоа да падне на товар на граѓаните на општина Прилеп и сега ќе плаќаат дополнително по 17,35 денари по метар кубен потрошена вода за функционирањето на таа пречистителна станица. Иако се направи една проста математика, една симулација, ако едно просечно прилепско семејство троши 20 метри кубни вода, 17,35 денари по метар кубен и плюс 18% данок на додадена вредност, помножете го со 20 метри кубни потрошени кубни, ќе дојде дополнително оптеретена секое просечно прилепско семејство со плюс 400 денари на сметката за вода. И тоа, финалниот производ ќе биде 70% повисоки сметки за вода, наместо 20% пониски, како што вети градоначалник. Ова е една крупна лага, што е недозволиво за еден политичар во 21 век да оди со такви ветувања пред избори и неодговорно пред граѓаните, а кога ќе ја добија нивната доверба, кога ќе дојде на власт, тогаш сето тоа да го негира, да го стави зад себе и да си прави како што му одговара во моментот. Бидејќи ние сите како политичари, ако земеме да ветуваме се и се што пред избори, на што би личело тоа? Апсолутно, ние сме одговорни луѓе и мораме да водиме сметка што ветуваме пред граѓаните и колку од тоа можеме да исполниме. Гледаме дека во изминатата година многу проекти кои беа ветени од градоначалникот, многу проекти кои беа ветени пред изборите, апсолутно не да не се исполнети, туку не гледаме дека се на повидок и дека може до крајот на неговиот мандат оние капитални проекти кои ги вети дека може да ги исполни, бидејќи не се влезени во буџетот и за следнава 2019 година. Воопшто, ќе ги спомнам проектот Салата Македонија, во која вети дека футуристички ќе била со 6 базенти, со затворени базенти, со не знам центар за физикална медицина и слично. Го вети проектот за Вештачкото езеро, вети нова градинка. Од сето тоа не гледаме апсолутно ништо. Вети проект за нов театар, вети проект за реновирање на Прилепската чаршија, а гледаме во моментов што се случува со старата Прилепска чаршија. Старата Прилепска чаршија во моментов е унаказена. Не можат граѓаните да ја препознаат. Не можат да се разминат, бидејќи за интересите на неколку мојкници, припадници, членови на Социјалдемократскиот сојуз, си ги заградија своите кафичи и ресторани
и само за нивен интерес е унаказена старата Прилепска чаршија. Исто беше ветено реконструкција на пазарот. Гледаме што се случува сега во Прилепскиот пазар, кој е со голема традиција, историска традиција. Гледаме сега наместо реконструкција на пазарот, се случува големо ново незадоволство на граѓаните кои ги пласираат своите производи таму што ги произведуваат со новиот закон кој го донесе Социјалдемократскиот сојуз, а од 1.1.2019 година веќе стапи на сила. Граѓаните кои се во работен однос и пензионери не можат да ги продаваат своите производи да остварат некој дополнителен приход. Што значи дека оние луѓе, бавчанџи од Прилеп кои со години, со традиции ги продаваат, ги пласираат своите производи на пазарот во Прилеп, сега со овој закон на Социјалдемократскиот сојуз тоа му е забрането. Кај се тука предизборните ветувања, јас ќе прашам. И затоа граѓаните во иднина ќе треба многу предпазливо да ги разгледуваат понудите на политичките партии пред време, да размислат што од сето тоа она што го ветуваат. Видовме дека има и неодговорни политичари кои се служат со лаги и со лажни ветувања. И што од тие ветувања можно е да се реализира? Дали тоа значи дека ВМРО ДПМН ќе излези на наредните парламентарни избори со нова програма која што ќе им биде пласирана на граѓаните многу порано од изборите, за да можат да ја прочитаат, да ја анализираат? Да, и не само тоа, ВМРО ДПМН овој пат ќе излези со многу поодговорен пристап. Нема да излеземе само со една програма која би го опфатила периодот 4 години, туку еве ексклузивно во вашето радио најавувам за вашите слушатели, ВМРО ДПМН ќе излези со една поширока програма. Тоа би било некоја платформа за развојот на државата во следните 20 години. Бидејќи сме сведоци дека со промената на власта се променува од хигиеничар па до министер. Тоа мора да прекине. Тој принцип мора да прекине и оние национални интереси мора сите политички партии македонски да ги спроведуваат. Не смее да се дозволи уште еднаш повредување, унаказување на македонските национални интереси. Таа црвена линија мора да се воспостави и мора секоја политичка македонска партија да ја почитува. Затоа ВМРО ДПМН ќе понуди една платформа развојна за следните 20 години во сите сфери. Откако што кажав, националните интереси, име, идентитет, култура, традиција, историја и понатаму образование, здравство, оние што се економија, оние што се сфери темел на секоја нормална, на секоја држава која тежи кон спроведување на европските вредности. Благодарам уште еднаш, ви посакувам успех пред се на личен план, а потоа и она што значи екзистенција и на сите полиња на кои што действувате. Ви благодарам уште еднаш на вас и вашата покана. Со задоволство сум гостин секогаш во вашето радио. Сакам на крај да ви честитам и вас лично среќна нова година, да ви ги честитам божичните празници, да ви посакам здравје, среќа, успех, мир и благосостојба, како што реков, во вашите семејства и уште еднаш поздрав до сите слушатели на Радио Холидеј. Ви благодарам. Почитувани слушатели, тоа беше господинот Петар Ристевски, координатор, односно преседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп. Уште еднаш благодарност, а вие останете почитувани на фреквенцијата на Холидеј радио. Radio Holiday.